Пред да се премине на гласање, повторно да ве подсетам дека Демократската унија за интеграција ќе гласа против сите точки од дневниот ред на оваа седница, затоа што на овој дневен ред се наоѓа и предлог законот за припадниците на безбедносните сили. Поради едно едноставно елементарно прашање се работи за принципи, за начела и принципите или начелата се универзални, ние истите не можеме да ги прекршуваме и во зависност од интересите или пак позициите да гласаме на принципиелен или непринципиелен начин. Принципите треба да функционираат универзално. Ке гласаме против дневниот ред и против законот, затоа што повторно ке нагласам дека овој предлог закон всушност на арбитрарен начин го повредува духот на консензусот со кој што со многу напор и енергија сме го инсталирале во нашето мултиетничко општество и држава. Ке гласаме против затоа што како што видовте и претходно се гласаше во однос на етнички поделби, се поделија блоковите и повторно дојдовме во позиција да бидеме мајоризирани. Меѓутоа знаете што? Албанците не се плашат од оваа мајоризација. Времето кога ние се плашевме од мајоризација, надгласување или пак слични ситуации како вие се барем 10 години стари. Тука сме денес за да ве подсетиме дека точката 1.4 од Охридскиот рамковен договор вели дека една современа демократска држава во својот природен тек на развој и свое создавање треба постојано да обезбедува или осигурува нејзиниот устав, значи уставот целосно да ги исполнува потребите на сите своји граѓани. Ова со други зборови треба да значи дека во секоја држава и во развојот на секоја држава Уставот како институција или пак еластичен механизам, а не пластичен механизам, треба да биде на располагање или во диспозиција да ги рефлектира само барањата на граѓаните. Почитувани колеги пратеници и представници на јавното мнение, знаете што се случи денес? Ова е прв пат македонците, етничките македонци ја водат државата кон промена на уставот. Ова веќе не е барање на албанците, ова денес е одлука на пратениците македонци и ние сме подготвени, така како што рековме, ќе повторам, ние сме подготвени за долгата предизвикувачка и политички атрактивна битка, да се соочиме, справиме и да аргументираме како што почнавме во Комисијата за труд и социјална политика. Благодарам, значи ќе гласаме против, ќе нагласам за дневниот ред и за точката на дневен ред против законот за поранешните припадници на безбедносните сили. Не видов ништо дека што е процедурално и ве молам да не го злоупотребувам процедурално. Ве молам, не знам, овдека ние работиме по деловникот и по деловникот треба да кажете што е процедурално. Продолжуваме понатаму. Предложениот дневен ред го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Благодарам. Вкупно по предложениот дневен ред вкупно гласа 100 пратеника, од нив за гласа 78, воздржани нема, 22 пратеници против. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред.